Добар ден за сите оние кои што ќе бидат заедно со нас во Црвена линија, а на самиот почеток како и секогаш ве потсетуваме што не смеете да пропуштите вечерва на Телма. Топ тема во рамките на локални избори 2021. Предизборни ветувања на скапи проекти, но постизборно новите градоначалници се соочуваат со општински долгови, блокирани сметки и заглавени проекти. Како идните градоначалници планираат да ги реализираат ветувањата? 12 општини имаат долгови поголеми од 1 милион евра, а долгот на општина Тетово, што доспел, а не бил наплатен во јуни, изнесува близу 12 милиони евра. Вечерва во топ тема гостуваат Благица Петрески, Finance Think и Неби Ходжа, председател на Стопанската комора на Северозападна Македонија. Не ја пропуштајте вечерашната топ тема со Наташа Стојановска во 19 часот и 15 минути. Кај си ти? Митинзи, кампањи, многу е напорно сред избори. Гледам часовник, немам часовник, не сум советник. Што е пенкало? Токму така. Се изморили? Па напорно, не викам не. Тео е избран за нов кандидат на општина Црвена линија. А вие сте избрани да бидете наши единствени гости, да не заборавите дека вашето мислење, став особено ќе бидат важни во рамки на ова издание на Црвена линија. Темата за денес: кои се вашите најинтересни и најсмешни моменти, барем според вас, од кампањата локални избори 2021 и тоа првиот круг. Веќе имаме гледач. Добар ден. Дали имаме гледач? Добар ден, како сте? Одлично, како сте вие во овој студен петок? Па, многу забавно, поради се што не случуваше овие неколку месеци. Денес имаме тема кои според вас би биле најсмешните, најоригиналните, најинтересните моменти од целокупната кампања за локалните избори 2021 и тоа за првиот круг. Од каде да почнеме? Не знам, мене кабелот и крив ми беше нешто што е неверојатно. Значи, кога толку многу го потценуваат македонскиот народ и обвинија кабел за пожар. После ми беше интересно тоа што користат техники целосно од Америка, например тоа на двоење, да ги делат луѓето на лево и на десно. Например, ставиле, не знам, сега видов со Мицковски, знаеш на што си, во смисло дека е поинаков од Заев, нели? Па има на почеток на партизанска, знам, има многу плакати каде што пишуваше ние на докторите ова им даваме, ДПН им, не знам, ги отпуштале и така натака. Тоа е класична техника на двоење, каде што луѓето ги двоиш на македонци, албанци, ги двоиш на СДС, ДПН, ги двоиш на што и да е, уствари е змијата и магарето. Али од друга страна, па многу ме радува што има многу нови. Ги гледам во Битола, има некои нови, во Охрид има нови, во Тетово има нови, во Скопје има нови, во Струмици има нови, така да изгледа се уплашија, паника ги фати големите. Така, верувате ли дека имаше и доволно естетика и етика во овие избори, односно во оваа изборна кампања? Па не знам дали етика и естетика, тоа дали може уопште да се коментира и да се размислува. Значи, например, ја вчера буквално се изнасмеав кога видов дека имаше некој плакат каде што ни честита дека сме имале успешни 4 години со тоа што сме влегле во НАТО и успешно завршиле попис. Се не знам дали го фати се тоа, на социјалните медиуми вришти дека мај да си играат со нас. И тоа би го издвоиле како најинтересно според вас или можеби најсмешен момент? Не знам, ја најинтересно за мене ми е пиар тимот на Зоран Заев. Значи, пиар... Јас би ве замолила да не спомнуваме имиња, бидејќи им даваме шанса на гледачите, па не стигнавме јас и Тео да напоменеме. Значи, без спомнување имиња, без навредливи зборови, да бидеме и ние достојни, етични, и секако во рамките на пристојното коментирање. Она што не интересира е секако ставот. Дали се уште го имаме гледачот на линија? Не. Ете, така стартувавме јас и Тео, тој веќе е избран во Црвена линија, општина Црвена линија. А што викаш ти дека ние го гледаме прилогот на нашата колешка Далиборка, да каснеме по еден сендвич? А и сендвич ми носиш? Се спремен. Ке каснеме. Ајде.
За 4 години од сега сите ќе се возат на велосипед или тротинет. Градовите ќе бидат соларни. На секоја зграда со рамен покривки има градини. Зеленилото ќе се наводнува со вештачки дожд, а сите крстосници ќе бидат кружни текови. Родителите нема да плаќаат речиси за ништо. На 1 септември учениците ќе ги чекаат бесплатни патики, тренерки и униформи. Ќе посетуваат бесплатни курсеви и бесплатно ќе тренираат спортови. Ужинките исто така ќе бидат бесплатни, а оброците поевтини за 50%. Автобусите ќе се движат по висечки коловози, а во Скопје ќе има и алтернативен превоз. Од Ѓорче Петров до Лисиче скопјани ќе можат да пловат и со бродови, затоа што Вардар ќе биде пловен. И ова не е рецензија за некој футуристички филм, туку само дел од предизборните ветувања на кандидатите за градоначалници. Јавноста пак се шегува дека Данска ќе може вода да и носи на Македонија, но и најмногу реагира околу ветувањата за основните човекови потреби. Во 21 век главно ветување на кандидати за градоначалници име дека ќе ги исчистат општините. Чекам деновиве ветување и за чиста вода за пиење. Илон Маск, немој да не чекаш на Марс, брат. Ете го погледнавме и прилогот на нашата колешка Далиборка. Оно што ми е драго што веќе го имаме и следниот, односно вториот гледач во црвена линија. Добар ден. Здраво, здраво. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот на 0 за да можеме да се слушнеме подобро. Добар ден. Добар ден. Еве сега ве слушам добро. Одлично. Да ви ја поздравам емисијата Благодарам. и да ви кажам дека сгрешивте, кај ја прекрстивте Македонија во Северна Македонија, вие и додадовте уште едно Северозападна Македонија, прво кажавте сега. Северозападна. Да, северозападна кажавте. Тоа е едно, а друго, интересно е тоа што кандидатурата за председател за ова што е за како се вика тоа? Северозападна комора. Градоначалник на Скопје. Да ви кажам, баш имаше што да се слушне од сите кандидати. Многу интересни работи, многу вистинити работи и видов како, пошто кажавте да не се спомнува име и презиме, како еден од тие кандидати беше цело време ставен во шиша од сите од овие други кандидати и да Бог да ете тоа што го обеќаваат го спроведат за Скопје за да живее како што живеело порано. Мислам во таков мир, во таква хигиена, во таков ред, да се среди воздухот во градот и да нема никаква корупција и да се што самите градоначалници се залагаат да го направат тоа што го кажуваат. Тоа би биле сите среќни граѓани и навивамете за Перо Камиказа. Тука ќе ве прекинеме бидејќи како најавивме на самиот почеток, овој пат црвена линија не е нели да промовираме партии, ниту нели да зборуваме за владата и конкретни имиња да се спомнуваат. Она што е најважно е да ги издвоите според вас кои се можеби најинтересните и најсмешните моменти од овие локални избори, поточно од кампањата која што имавме можност да ја следиме сите за првиот круг. Во продолжение ќе подсетам дека денес во рамки на црвена линија ќе имаме гостин. Драго ми е дека дел од црвена линија пред се ќе биде нашиот колега Миомир Серафимовик, кој што добро го знаат сите оние кои што редовно следат како код, така и го следат нашиот сајт telma.com.mk, кој што воедно Миомир Серафимовик го уредува. Така да, нешто подосна и самиот тој со својот неверојатен кумановски шарм и хумор ќе издвои барем според него што е оно што било најинтересно и највпечатливо од оваа кампања. Тео ќе не подсети како изгледа кога се коментира и кога се следи нашата Facebook страница Црвена линија. Токму така, но пред тоа, вие си знаете, ја мора да подсетам како вие нас може да набиете нашите социјални мрежи. На Црвена линија на Facebook може да ни пишете
на Messenger, па ние така ќе ве приклучиме во емисијата, дали преку порака, дали преку видео повик, како сакате. Исто така може да приклучиме преку Twitter и преку Instagram црвена линија. Тука сме со вас, не се срамете. Исто така може да звоните на нашиот телефонски број 02 307 6677. Ве очекуваме. Ете, Тео е подготвен, верувам дека има и доста коментари, а она што е најважно дека во црвена линија повторно имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Здрав, здрав. Да прашаме како сте на самиот почеток? Па, добро, да речеме. Интересни и смешни моменти од кампањата. Така. Од кампањата имаме неинтересни и тешки моменти, а не интересни и смешни моменти. И неинтересни и тешки моменти, бидејќи сите зборуваат патишта, улици, канализации, патишта, канализации и водовод. Никој не кажа за обичниот граѓани, никој не кажа за инвалидите, никој не кажа за болните, никој не кажа за децата со посебни потреби, никој не кажа за земјоделците. Улици, канализации и водовод. А не е ништо смешно, се е тешко, потешко за обичниот граѓани. Затоа ова кампања е неинтересна и не смешна. Пријатно и многу фала што ми се слушате. Благодарам за вашето јавување. Секако ве очекуваме некој следен пат на нова тема во црвена линија. А може би следниот гледач ќе издвои повторно и ќе го каже вашиот став околу пред се етичноста, естетиката на овие кампањи во рамки на локалните избори 2021. Драго ми е што повторно имаме гледач. Добар ден. Здрав, здрав. Добар ден. Како сте, да ве прашаме на самиот почеток? Добро, ве слушам и добро сум. Па што би издвоиле, што ви е можеби најинтересно и најсмешни моменти, дали имате вие нешто? Да ви кажам право, за мене немаше ништо интересно. Тоа се стари клишеа, само ќе и ништо друго. Посебно ми е така најупадливо што ВМРО Мицкости Нема потреба, знаете од имиња. Тука само Јас ваше уште мислење еднаш околу ќе седото. повторам. Мора да ви кажеме дека во црвена линија, овој пат, а и секој пат, нема никогаш да дозволиме да се спомнуваат имиња, конкретни луѓе, а пред се да се држиме до убавиот и пристоен збор. А ние секако ќе продолжиме понатаму со реклами и веќе ве очекуваме. Пораките од политичарите ги гледаме секојдневно на билборди, во платена политичка програма и на социјалните мрежи. Кандидатите се трудат да бидат што е можно поблиску до граѓанинот и до неговите секојдневни проблеми. Па затоа, молзат крави, со раце преместуваат возила на улица или пак најавуваат проекти како бесплатни оброци, бесплатен превоз, јавно зеленило, нови булевари и паркови, пловен Ете го погледнавме и прилогот на Огнен Чанчаревич, а она што е најважно, како што и најавив на самиот почеток, го имаме и Миомир Серафимовик. Покрај тоа што е наш колега, на јавноста е добро познат како одличен новинар и дел од екипата на Код, но она можеби што не сте знаеле, одговорен уредник и на telma.com.mk. Како е Миомир, работно гледам? Подготвуваме вестите за гледачите на Телма телевизија, односно за нашата публика која ги наоѓа информациите, вестите и програмата на Телма телевизија на нашиот вебсайт telma.com.mk, како што и самата напомена. Во последниве неколку денови, особено поради локалните избори, но и претходно успеавме или да ја зголемиме таа понуда која има вебсајтот на Телма телевизија. Ми се надеваме дека публиката ќе одговори на она што го нудиме постојано како ново, брзо, занимљиво, интересно и пред се потребно.
Според тебе, бидејќи оние кои што не знаат, ти си од Куманово, препознатливи сте по вашиот хумор, шеговици. Дали може бе ти лично нешто би издвоил како најсмешно, најинтересно од кампањата локални избори 2021? Ајде прво да почнем лично, спомна дека сум кумановец и многу ми е жал што имам веќе лична карта на Скопска адреса и нема да можам да гласам во Куманово како претходно што сум правил, бидејќи во моментот во Куманово има најинтересна трка за градоначалник. Неколку мене интересни кандидати, сега да не ги споминам за да не ги исклучите како што ги исклучите. Да, ќе те исклучиме сега како почнеш да спомниш. Предходните гледачи, тоа имаше многу смешни работи. Еве сега прво сакам да спомнам една позитивна работа, тоа е што многу млади луѓе се вклучија во изборната трка во обид да ги представат своите визии за градовите, за местата каде што живеат. Нели, за да успеат да сменат определени политики кои се зацртани и константни во изминатите 3 децении. Еве да му честитам на твојот колега ео што успеа да освои една општина пред да почне. Так. И тоа со пенкало. Дали со пенкало, дали со дело, не знам, меѓутоа еве му честитам. Имаше многу смешни работи, нели како и во секоја кампања, смешни увиди, секој кандидат се обидува на било каков начин да стаса до поголема бројка освои тоа градоначалничко место. Еве претходно видовме сликата каде што еден кандидат пие млеко, се во ред, имаше секакви коментари. Јас само би му порачал да не се обидува. Убаво е што отишол во село и убаво е за сите кандидати за градоначалници да видат како изгледа во село и како се прави, од каде доаѓа млекото. Меѓутоа не би требало да го донесат она што не е соодветно за град од село, а тоа се да покажеме кали улици кои се уште ги има во селата и кои подитно треба да ги поправат. Потоа имаше и некои спотови каде што кандидати за градоначалници со разни броеви се обидуваат да трчат, всушност малте не ползат по патеката по која држави повеќе личе на зомбиња од она познатата серија The Walking Dead, отколку на кандидати кои се борат за гласови. Имаше кампањата, всушност најмногу ќе памтам по обидите на двајцата политички лидери на најголемите партии, кои се обидуваа да преку вицеви да анимираат публиката на нивните митинзи и мислам дека многу слабо, има многу лоша смисла за хумор. Политичките лидери би требало да многу да поработат на тој сегмент од секојдневијата, од секојдневниот живот, барем да им бидат интересни на оние што се неопределени, а не само да бидат интересни на сопствените партиски членови кои, нели, по задача мора да им аплодират и да се смеат, иако никогаш воопшто не беа смешни тие вицеви. Еве, за крај, според тебе, на што треба всушност да бидат фокусирани изборните кампањи? Па добре, ја не сум толку политиколог, ајде да тргнам од лично мислење. Моето мислење е дека сите политичари, освен што не треба да кажуваат лоши вицеви, треба да се конципираат, односно да се подготват и да одговорат на потребите кои ги имат граѓаните во делот за кои се обидуваат тие политичари, нели, да стигнат да ја освојат власта. Без разлика дали станува збор за локални советници, градоначалници или за пратеници. Тоа е најбитното, треба да им одговорат на потребите на граѓаните. Миомир, благодарам што одвои време, иако знаеме дека си исклучително со многу врски во овој момент. Така да ќе се слушаме, најверојатно ќе те вклучиме на некоја друга тема во Црвена линија, а ти посакуваме со Тео да имаш пријатен остаток од овој работен ден. Да, поздрави до вас двајцата и до гледачите на Црвена линија. Благодарам. Чао. А дали може, Тео, ти вака малку да направиме еден швенк на твојот компјутер и да видиме што е она што се случува на сајтот Црвена линија? Токму така, како што кажа нашиот колега Миомир за вицовите што ја кажувале кандидатите, имаме од нашата Ели Илиевска нејзин виц околу изборите.
Отишол еден кандидат за градоначалник во едно населено место и вели: кажете ми два проблеми кои сака да ги решам. Граѓаните рекле: овој да се гашнев градоначалник не лажеше дека направи водовод. Кандидатот го извади својот мобилен и почнал да врти телефон. Така половина час. После спушти слушалка и рекол: готово, првиот проблем е решен. Кој е вториот проблем? Граѓаните рекле: вториот проблем е што нашата општина нема мрежа за мобилни телефони. Па ако може и тоа да го решите. Но пред тоа да го решиме, имаме гледач. Главното решение во црвена линија е следниот гледач. Намалете го тонот на ТВ приемникот, подобро да се слушнеме и секако гласно и јасно еве издвоите кои се вашите според вас најинтересните моменти. Добар ден. Добар ден. Јас сум Илјо, пензионер, и што да кажам за нашиве партии и владеачката и опозицијата, толку обеќање, а не празни обеќања. Обеќаат ќе направат ово, ќе направат оно, кога требаше да се соберат закони да донесуваат во парламентот, се блокира овие таму, се за тега. Кога требаше закони да го донесат, да се рекламираат со наши пари, со народни пари, се собра за 5 минути, си го изгласаа законот, сега за да изгледаме ние, за да не лажат. Така да му кажувам на македонскиот народ, веќе доста ни е од овие двете партии наши што не лажат, дај да ни избериме некоја нова партија, да најдеме човек, некој човек стварно што ќе не води, што ќе мисли за нас, за наша Македонија. Толку имам да кажам. Благодарам за вашето јавување. А нешто што недостасува во црвена линија е секако внукот на Јордан Соколот Паризлијата. Пред неколку изданија на црвена линија спомнавме дека барем додека траат локалните избори не напушта и заминува во Франција. И тоа во Париз, но не заборавил. Го имаме и сега, за да ни открие кој е неговиот став, што би издвоил тој кога станува збор за кампањата. Ало. Ало. Бонсуар. Бонжур. Бонжур. Бонсуар. Бонжур е добар ден. Добар ден. Комен али зио? Но. Македониш? Македон? Да, македонски. Боже здраво. Македонски како е во Франција да слушаме? Јас ќе следам кампањата преку Facebook, преку Телма, преку Топ Тема, преку вестите. Очекувам во скоро време и вашата емисија да ја стримувате на Facebook. И јас не можам да извемам интересни и смешни моменти, бидејќи не ја пратев толку многу, морам да признадам, но имам неколку работи. Да слушнеме? Например, околу лекторските работи, да речеме, да приметив дека во ВМРО имаат мал проблем. Нивниот главен слоган е "Создади нова иднина". Јас го отворив дигиталниот речник и напишав "Создади", не го даде зборот и напишав, го дава зборот "Создаде", дека тоа е глагол свршен и дека станува збор за "Создај". Дека нова иднина е оксиморон. Нема нова иднина, има секогаш нова иднина, нема стара иднина. И дали ќе провериме? Го имаме од дигиталниот речник. Па може да најдеме како кажа Така, Тел ќе биде зафатен за да го пронајдеме зборот. А што се однесува до друго некој коментар, нешто да издвоиме? Па можам да кажам дека еден од лидерите ми се чини дека беше на ВМРО и имаше еден слоган "Излези и избори се", ми се чини, каде што има надреден знак, а тоа значи се, уствари све. Така, излези и избори се. Значи... А правилно треба излези и избори се. Аха, тоа го приметив, а уште едно приметив дека па лидерот на другата партија голема комуницира на јазикот на глувонемите. Ние овде не може да разбереме за што станува збор, ако може да ни помогнете. Мене ми се гледа бицепс. Вежба теретана, си знае. Ви благодарам многу, мада овде во Франција нас не личеше на нешто друго. Добре. Така, благодарам што не заборавивте вие внукот на Јордан Соколот. Екјут, до слушање. До слушање. Оревар. Оревар. А секако во продолжение ќе видиме дали имаме уште еден гледач.
на 0230766777. Има поприлично и многу коментари на Facebook Црвена линија. Оно што сакаме да го слушнеме според вас, кои би биле најинтересните или најсмешни моменти од овие локални избори, поточно од кампањата за локални избори 2021. А доека чекаме некој ни се јави, имаме коментар од Игор Јанковски. Етиката е елементарна политичка култура не достигаше за време на кампањата, односно секогаш со оцрнување на другите. Така еве како изгледа. Секако ќе потсетиме дека и кога станува збор за Facebook страницата Црвена линија, доколку се спомнуваат имиња на вредливи зборови, сето тоа ќе се остане само на страната Црвена линија, но секако нема да го прикажеме на ТВ екраните. А сега ќе погледнеме малку поинакво и тоа стручно мислење во оној дел каде што Црвена линија е секогаш сериозна. Станува збор за она што го изјави Бојан Кардалов, експерт по односи со јавност и социјални медиуми. Граѓаните се заморени од тоа да слушаат дека политичкиот противник е полош. Секако дека се очекува од вас да кажете дека сте вие подобри. Меѓутоа, никако да дочекаат. Никако да дочекаме како граѓани да слушнеме зошто треба да се гласа за одреден кандидат, кандидатка или одредена опција. А при тоа да не биде вткаено низ призмата зошто не за другиот. Че едноставно потребна е јасна порака. Што ќе направите, што ќе промените. И еве за самиот крај потсетување. Во недела задолжително бидете со Телма во живо јавување од гласачките места, изборната комисија, партиски штабови, вести, изјави и репортажи, дебати, анализи, прогнози. Дочекајте ги изборните резултати со информативната редакција на Телма. А Тео? Така, а тема за понеделник, првиот круг заврши, време за зимница. Дали ќе ставите зелка? Довидување. Чао, чао.